Секој од нас се ги поставил истите прашања. Зошто живееме? Која е основната цел на нашиот живот на овој свет? Дали живееме за да стекнеме богатство, или слава, или популарност? Или да ги исполниме желбите на телото и умот? Или некако да преживееме, а потоа да умреме со надеж дека некако ќе стигнеме во рајот? Прашањето која е целта на животот за сите нас представува предизвик. Животот има цел, како што воздухот има цел, компјутерот има цел, автомобилот има цел, се има своја цел. Меѓутоа се појавил дарвинизмот и ја отфрлил оваа идеја. Не постои цел, не постои смисла, не постои ништо освен преживување. Тоа го застапувал Дарвин во својата теорија на еволуцијата, посебно преку теоријата за природна селекција. Во време на студирањето на природни науки на Универзитетот Кембридж, Исак Њутон рекол: "О, Господи, моите мисли се слични на Твоите мисли." Њутон сметал дека Бог го создал светот и дека животот на луѓето има смисла и цел. Неколку векови подоцна, седејќи во истата клупа на Кембридж, Стивен Хокинг рекол: "Човечкиот род е само хемиски отпад на планетата со средна големина која кружи околу просечна ѕвезда по надворешниот раб на една од стотиците илјади галаксии." Каква спротивност во мислењата, каква разлика во гледиштата. Додека гледаме како луѓето трагаат по смислата и целта на својот живот, трагедијата е во тоа што животот без Бог на крајот ќе биде живот без вистинска смисла и цел. Дали некогаш во животот сте почувствувале дека сте отфрлени? Дали сте почувствувале безсмисленост или безцелност? Дозволете ми да наведам неколку стихови од Библијата. Овој народ го создадов за себе си, тој ќе разгласува славата моја. Од Библијата, книга на пророк Исаја 43:21. Тука пишува дека ние сме Божи созданија, Бог не создал со одредена цел и смисла. Не сме настанале случајно ниту безцелно на оваа земја. Оти ние сме Негови созданија, создадени во Христа Исуса за добри дела, што Бог ги предодредил уште од порано да ги вршиме. Од Библијата, Ефесјаните 2:10. Ние не сме отпаден материјал, се уште сме дел од Божиот план, ако одлучиме да го следиме. Твоите очи го видоа зародишот мој и од книгата Твоја се е запишано за мене, дури и деновите мои се забележани кога уште не постоеше ни еден. Од Библијата, Псалм 139:16. Дали некогаш се прашувате која е вашата вредност или важност? Можеби не гледате сега некоја смисла во нештата што се случуваат во светот, па ни во вас самите. Но дозволете ми да ве уверам дека Бог за вас не размислува на таков начин. Бог од секогаш ви имал на ум. Уште пред првиот момент од вашиот живот, тој знаел се за вас. Создадени сте за да правите добри дела. Бог го пратил својот син да умре за вас, а тој подготвува вечен дом. Дали вашиот живот е важен? Секако дека е. Отврлете ја мислете дека не е. На светот не му се потребни повеќе религиозни луѓе, туку повеќе луѓе кои живеат во согласно со намерата што Бог ја има со нив како нивен создател. Потребни се луѓе кои се свртиле од постојаното служење на самите себе, луѓе кои сватиле дека смислата е во тоа да го разберат Бог и неговата волја за нив. Кога човекот ќе го разбере Бог, кога ќе свати зошто се случува се во ова што се случува, не од човечка, туку од Божја перспектива, тоа ќе му влее потик и стремеш да му служи и нему и на другите луѓе. Ве советувам да набавите Библија и да ја читате со цел да ја дознаете Божјата волја за вас. Тогаш вашиот живот ќе биде живот со вистинска смисла и цел.